Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за една тема која што се инспирирав и практично добив идеја да ја зборувам поради еден разговор кој што го имавме во друштво. И се начна тема за морска храна, за која што нормално секој од нас, како и за секоја друга работа, даваше некакви мислења, вклучително и јас, кој што сепак до пред недела дена не бев баш запознат со тоа како и морската храна доаѓа, се приготвува, се одгледува, се транспортира и така натаму, но сепак ми побуди интерес да малку прочитам и малку истражам и да еве споделам со вас некои информации и работи, затоа што денеска се популарна е морската храна, затоа што трендот на здрава храна и правилна исхрана, здравје, убавина и така натаму наметнува да јадеме повеќе морска храна, да јадеме мрсни риби и така натаму, затоа што нели е поздраво, има омега-3, има добри протеини и така натаму, што е логично, но во секој случај, како и секоја друга индустрија, и индустријата за морска храна и риби, поради интересот да тоа биде помасовно и нормално да се прават поголеми обрти и профити, знае да веќе преминува во еден начин процесирање и индустриализација на таа храна. Има голема разлика за тоа како се одгледува морската храна и како од каде ние ја добиваме пред да стигне на нашата трпеза. И за тоа читав практично информации дека дневно на нашава земјина топка се исцрпуваат преку пола милиарда на килограми на риба, што е фрапантно на вистина, но од друга страна она што е денеска се популарно е да се прават фарми во кои што се одгледува морската храна и тука практично настанува една дилема и тука практично настанува рушење на нутритивната вредност на морската храна, затоа што ако гледаме кон омега-3 конкретно, што е најголемиот бенефит од конзумирање на морската храна, е тоа што омегата-3 практично се создава кога рибите и нормално целиот морски живот е изложен на многу ниски температури, односно на длабоки мориња, длабоки океани и така натаму, каде што температурата е навистина ниска и ладна и тоа ја стимулира рибата да продуцира омега-3 за да не замрзне. Она што се коси со цела таа теорија и со природата на создавање на омега-3 е тоа што во денешни услови фармите во кои што се одгледуваат многу морски видови на риба се фарми кои што практично се наоѓаат на бреговите на морињата, во плитки води кај што температурата е драстично поразлична и со тоа потребата да рибата создава омега-3 е многу помала и затоа денеска постојат сертификати и оценување на квалитетот на морската храна, а самото тоа ќе го забележиме кога ќе одиме во маркети, ќе забележиме драстични разлики можеби на пакувањата на морската храна, тоа е токму поради тоа, затоа што некои од видовите на риба и некои од видовите на морската храна се одгледувани во фарми, некои од видовите на морска храна и риби се едноставно не се одгледувани, туку се ловени на отворено море и повторно и тука се поставува прашањето дали ловењето е направено со едноставно масовно ловење со мрежи или е направено индивидуално ловење со јадици, харпуни и така натаму, што повторно додава на вредноста и на квалитетот на рибата и на самата цена. Затоа постојат компании и агенции, институции кои што практично ги сертифицираат и им даваат оценки на сите едноставно и добавувачи и производители на морска храна и затоа доколку сакате да се осигурате од каде доаѓа вашата риба или морска храна, тогаш погледнете на пакувањето и сигурно ќе има некаков додаток од некаков сертификат, али најдобриот начин да тоа го видите најчесто преку цената, затоа што нормално колку е поголема вредноста на и квалитетот на производот, без разлика дали се работи за морска храна или за било каква друга храна, толку е нормално да и цената биде повисока. Така да, ако на крај донесеме некаков заклучок, тоа ќе значи дека квалитетот на морската храна сепак ќе го одредуваме преку цената, али чисто ова што денеска го споделував тука, сакав да едноставно биде
бидам месенџер за она што јас овие денови го прочитав, го истражував и сакав да го дознам и нормално да информирам што повеќе луѓе и доколку нормално ви се гледа ова како супер содржина, слободно споделете ја на луѓето околу вас на кои што тоа им е потребно. За денешната епизода тука завршуваме. Јас ви благодарам за вашето внимание, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!